Јосип Стибел денеска ни пристигнува и четврто издание изложба на мотоцикли во Скопје. Тоа се чудевме, Јосип, со теца, дали е моторцикли или мотоцикли? Мотоцикли. Да. Мотоцикли, да. Со Р или без Р? Со Р. Значи соодветно како што значи ве молам, ревидираме мотор. Ама не бе така ние? Да. Не без Р ни тука. Ама тука не е пишано мотор. Па нас во сценариото ни е со Р. Така што мотор Не е наша грешка. Колеги. Да. Моторцикли. 29 јуни, викендов, Јосип Скопје ќе пулсира повторно во ритмот на моторите, на стилот, на страста. И мислам дека нема да погрешам ако кажеме со Цеце дека ќе ги имате повторно на некој начин највпечатливите машини од цела земја. Да. И можеби како рековме и некои одстрана ќе се соберат на едно место да ја слават таа уметност на две тркала. Од можам да кажам и класични ретро модели ќе погледнеме. Да. Така, кои што се уникатни кастом чуда и знаеш дека најдов некои податоци веќе ме поддржиш во разговоров. Еден од најголемите експо на мотори се случува во Милано во Италија, најдов на податок. Да. Годишно вели се одржуваат неколку, меѓутоа главниот е од 1914-та е ИСМА. Ако некако Се уште и ден денеска. Е најголем? Па да, еден од најголемите, да. Најголеми меѓународни салони за моторцикли и велосипеди велат со над 1200 брендови и половина милион посетители, што значи оваа голема посетеност. Потоа тука е Motorbike Expo исто така во Авезо, Фиера Италија. Исто тука има вели околу 700 плюс изложувачи на простор од 100.000 километри. Манифестација која што баш опишува тој автентичен стил и уметнички обработки на моторцикли. Истанбул исто така добро предничи секако со овие Мото Експо. Најдов интересни податоци за Кина, дека најголемиот кинески саем и експо за моторцикли додатоци е во Пекинг и бил во годинава во април. Ама можеме да се пофалиме дека и ние благодарение на тебе ентузијастите во или моторџиите кои што носат една поеднаква пасија, ти како организатор можеби ќе кажеме денес за сите оние кои што се во мото заедницата да ги поканиме парк на франкофонија 29 да уживаат во ова четврто издание. Така се, така. Оваа година значи имаме четвртата поред. Имаме прекрасни примероци, како што кажавме, подолба во различни групи, од чопери, крузери, потоа одиме кафе рейсери, кастомизиран мотор е, значи имаме повеќе видови на кастомизирање веќе кога спомнавме. Значи едното е аксесорист со некои делови што се орнаменти извадени, ставени и така натаму, но посериозна кастомизација каде што веќе од самите основи на моторот се менува, да кажеме, од рамот до машини, до резервар и така натаму, значи по една посериозна модификација. Ќе имаме, значи, како на кратко што кажав, од чопери, крузери, имаме кафе рейсери, па во кафе рейсерите имаме подолба бред, скремблери и така натаму, да не... Тоа веројатно тие што се навлезени, па повеќе нели ги разбираат тие делови. Јосип, кој е твојот фаворит личен, што ти... Па имаме повеќе фаворити, со тоа што интересен момент е што оваа година имаме веќе ќе имаме награди за одредени класи, така да во истиве класи што ги спомнав, чопер, крузер, кафе рейсер, кастом и класик, кои што ќе бидат одбрани од судиите. Тоа е една екипа на ентузијасти и луѓе што се навлезени во оваа... Што се разбираат нормално. Да, во оваа приказна, ќе ги одберат тие 4 примероци и после тоа имаме public choice, односно луѓето ќе гласаат додека трае настанот од тие 4 кој е идеалниот. Но не ми одговори кој е фаворит, што сакаш да возиш ти? Видете, воглавно мои фаворити се чоперите и крузерите, бидејќи една од нивните предности е што, за разлика од кафе рейсерите и некои одредени модели, не се предвидени кафе рейсерите за подолги возни и така натаму, дестинации, така да чоперот од друга страна па е поголем за низ град за возење,
но за дестинација се многу по една од убавините на чоперите и почетокот на тој изглед, нели што го гледаме аголот и се, е да се вози на подолги дестинации и со положбата на телото да биде поидеална за, нели, и оние рачки кои ќе ги видиме. Гледаме дека телото е наназад, поставеноста и она една најидеална положба, но за разлика од другите мотори што е нормално седење, можеби ти имаат повеќе агилити, но ова е најидеалната положба за возење на подолги дестинации. Се тешки за управување? Па чоперите се најтешките мотори ако гледаме во килажа, нели? Едни од најтешките, бидејќи самата машина е поголема и така натаму. Пример сега, овој пример што го возам од 1600 кубици е, значи тежината е некаде околу 360-70 килограми. За споредба, Југо или некои од ние помалите ретрото, некој да кажеме, тие се околу 600-500. Ако направиме компарација. Да, па и од подновија, нели се штеди на материјали и така да колку едно мало возило. Марко ги спомена овие некои мотоекспо низ светот, некако Италија можеби најдоминантна во европскиот свет. Вие сте можеби на самите почетоци, но со добра идеја, желба и така натака љубов. Верувам дека ова ќе прераснува во една убава традиција. Имате ли гости од странство, макар еве и од соседството? Затоа што верувам дека ова е начин на живење и по таа љубов се сплотувате регионално и нели се организираат и регионални тури. Меѓутоа, дали овој пат викендов во Скопје ќе видиме моторџи кои што ќе дојдат со своите мотори од други држави? Да, најавени се како и секоја година. Минатата година имавме од Англија дојдени со мотори извозени до тука, нели? Од Холандија, имавме од Белгија, од Германија, плюс нели од околните сите држави. Тука во тој момент би спомнал за тие голема една поддршка за Чопер Клаб, со кои имаме блиска соработка. Крускалци има одамна соработка и дружење, да кажем, соработка. Дружба со Чопер Клаб. Чопер Клаб потекнуваат Англија и се еден од најпризнатите клубови во светот, зборам во моментот на кастомизирање и како клуб, бидејќи нивните правила строго се секој што е учесник, што вози во клубот, мора да има кастомизиран мотор. Така да и во самата група додека возат и се, таа изгледа прекрасно, онака да кажеме буди емоции, се што со таа галама, звукот, поминување и сите тие работи. Посебно уметност е целото, мислам дека е искуство. И како се селектираат, Јосип, да речеме, самите мотори кои што ќе бидат изложени? Постојат критериуми за стил, старост, модификација можеби, нели? Да, сите тие се различни стилови, во смисол некои од стиловите што би ги спомнал се, нели, кастомизиран, колку е кастомизиран, стилот на кастомизација, дали е радикал, ако треба да го опишам, тоа е нешто као апокалипс или да кажеме Mad Max момент, каде што моторот изгледа така, со некои делови што не се стандардно споени како останатите и така натаму, така да има премногу стилови. Кога спомнавме за изложба, многу важен момент би кажал дека во Њу Јорк има одржано изложба во нивниот еден од најголемите музеи, The Art of the Motorcycle, слично, нели, каде што само изложени мотори имало на изложбата, била поставена полог период, меѓутоа, само да кажам, таа уметност како е прифатена. Ние, да кажеме, моторот го гледаме како уметничко дело, бидејќи од бојата до деловите, до сите делови, секој ја бара таа уникатност и убавина, што тоа е мојот мотор и нема друг
Тако, тоа е. Па практично мислам дека и секоја изложба карактерно исто и ова која што имаме ние во Скопје на некој начин има и не само културна, туку една уметничка димензија, освен механичка би било ја вака како подпрашано, така? Да. Дури се оди во некои моменти каде што не е толку практично, меѓутоа делува интересно. Визуелно е друго. Да, тука например да кажеме би бил менувач кој се става на рака да биде менувачот и сега додека возиш ти менува со рака за разлика од со нога нели стандардно, меѓутоа кога ќе се види самата модификација се изгледа на друго ниво. Многу прашања и се и што е како и воедно покажува на кој левел е тој што вози, бидејќи додека вози може да ги менува брзините и сите. Ти имаат имиња за своите мотори најчесто, така во најголем дел, барем вака што најчесто. Ако прашам дали твојот носи некаков синоним или име? Па има повеќе имиња, но не знам, некоја ти би било Кава. Да. Супер. Од отворен карактер ќе потсетиме нели? Да, отворен карактер. Всушност Cruise Cult е The Art of the Motorcycle е представување на нашата култура заедно со сите тие модификации, меѓутоа тука луѓето може да доживеат едно целосно искуство, experience, каде што од музиката што оди до луѓето, до атмосферата, до моторите, така да е отворено да дојдат сите да видат оваа култура. Убава можност за едно и семејно дружење. Ова го напоменувам семејно, заради тоа што има и дечиња и еве можеби некаде пред крајот би сакала малку и тоа да го прокоментираме. Низ градот нели владеат размислувања негативни за моторите, а вие од друга страна пак се залагате за сосема други критериуми. И веројатно и вие имате таа борба со оние кои што несовесно се однесуваат кога се на две тркала, во случајов со мотори. Идејата ми е како вие на децата им го представувате целиот овој начин на живење и како затоа што ова е убав момент и за семејна дружба. Јас верувам дека нема дете кој што не се фасцинира од голем мотор и убав мотор и така натаму. Меѓутоа треба правилно да им се пренесе целата таа приказна. Ајде малку околу тој момент еве. Дали вие се соочувате со проблеми и со бариери во поглед на приказните за моторите кога се помладите во прашање? Така, вака сега, ние секогаш ги поддржуваме младите во изборот и во влегувањето во цела оваа приказна. Меѓутоа многу важен момент е што ние со нашето искуство, да не заборавам, Cruise Cult сме екипа што повеќето сме над 25 години што возиме активно мотори и би сакал да ја поздравам цела екипа, бидејќи без нив не би можело се ова да се изведе. Ние сме некои 15 луѓе, меѓутоа имаме и помлад дел во екипата, сега не се деца да кажеме, но каде што им подмладок да кажеме, каде што им објаснуваме и дополнително од нашето искуство може да добијат информации како да се вози по-безбедно и сите тие работи да се избегнат несакани моменти. Децата, да кажеме, еве и тинејџери некои што има, се знае, совет е основен би бил кацига дека мора да се носи. Дури оној момент, ама јас на 200 метри сум и 300, не се знае секогаш, тоа е најосновниот момент, понатаму веќе има дополнителни некои совети да натаму. Меѓутоа, еден од основните работи на изложбата и на Cruise Cult е, кога спомнавме ние со какви проблеми се сетнуваме, е оној стереотип дека моторџиите се, не знам, негативни ликови и така натаму. Тоа има долга историја наназад, да кажеме, во Америка во 70-тите во склоп со хипи движењето се појавува и движењето со чоперите и моторите и така натаму. И народот во тој период, знаеме, малку се оттргнува од она стандардно функционирање на државата, сваќаат дека сакаат повеќе време да имаат за живот, за уживање и така натаму. И во таа спојка, да кажеме, комбинација со моторите, веќе, да кажеме, медиумите намерно прават еден стереотип
луѓето се така и се и филмски блокбастери има каде што нели и филмски блокбастери каде што сме представени во тоа светло. Меѓутоа целта е нели бидејќи тоа движење станало се поголемо и поголемо, а на државата одговара нели систем ќе си работат луѓето и стиде нормално терат и тоа е една од причините. Меѓутоа и ние се сретнуваме со тој стереотип во смисол дека сме ние негативни ликови, не знам проблеми дека правиме и така натаму. Се надевам воедно и со оваа изложба го прикажуваме тоа, да. Имаме семеен момент каде што доаѓаат и со дечиња и така натаму. Па тоа затоа од рана возраст треба да направиле начин да им се представат. Ќе го споменеме само на крај дека освен тоа што ја давате оваа да речеме уметничка магија на мотоциклите како изложба, ќе потсетиме уште еднаш овој викенд. Вие сте и можеби директни учесници со ова да го испратите апелот дека моторџиите се и они кои што ги даваат советите за безбедност. Во Скопје низ Македонија за безбедно управување со моторно возило. Тоа е тоа што го споменавме и минатата година, чинам дека и оваа година дека всушност тоа е најважно. Мисијата е и тоа некако да го дадете тоа. Да, еден вид на едукација околу безбедноста, културата, рушење на тие стереотипи. Супер. Се гледаме во недела во колку часот? 29. Недела 29 од 12 до 17 часот под сенките дебели тука во Парк на Франкофонија. Уживање во Паркот на Франкофонија. Прекрасни бендови имаме и храна убава, имаме од пијалаци, дури имаме и коктелчиња, некои освежителни за сега нели овие топлини, така да Ете, ако граѓаните и нашите гледачи остануваат во Скопје, 29 јуни во недела, Паркот на Франкофонија од 12 часот па до вечерта целодневно уживање овој топол летен период. Јосип, ви благодариме за оние кои што ја пропуштија премиерата, ќе го имаме линкот и на YouTube, па ќе го споделиме за сите да поттикнеме што повеќе нели да се вклучат во ова уживање на изложба на мотоцикли. Ви благодарам за поддршката и се гледаме на Крускаут 29.